граѓани, почитувани медиуми, почитуван господине Бестимовски по напорната дискусија во Комисијата за економија за вашиот финансиски план за 2022 година, за кој што овој народ треба да потроши 90 милиони денари за да можете вие да функционирате. Еве сте денеска на пленарна седница, за да можеме вака пред очите на целата македонска јавност да ги соочиме аргументите зошто ние сметаме дека не треба да ви даде народот толку пари, а апропо зошто вие сметате дека вие треба да потрошите толку пари. На почеток, веројатно убаво сте си поминале онаму на службениот пат кој што сам сте си го платиле, но еве можеби покажувате позитивен пример заради тоа што имаме случаи во општеството како Фатиме Фетаи, овој Тупанчевски од Правда, каде што шетаат по светот со пари платени од народот, па можеби затоа ни е чудно, но еве нека истражат институциите како вие сте отишле таму и како сте поминали, зашто ви избрале, додека овој народ продолжува да плаќа најскапи енергенти во регионот. Еве да подсетам на неколку изјави на господинот Бислимовски, кој што толку мотивирано ја брани владата и толку мотивирано ги брани овие од СДСМ, не баре сте подпредседател или председател на партијата, а не некој кој што треба да биде независен и непартиски избран експерт во комисијата, која што изминатите 4-5 години не прави ништо друго, освен што поскапува енергенти со кои што им го отежнува животот на граѓаните. Вие како експерт во областа, како председател на регулаторна комисија, досега не сте дале ниту еден предлог како да се спречат поскапувањето, туку само го аминувате она кое што ви го кажуваат од владата. Па така ќе давате изјави несериозни од типот граѓаните да си го проверуваат и сами да го читаат броилото, па така ќе заштеделе на струја, па така ќе ги поздравувате мерките од владата и ќе кажувате дека се навремени и тогаш кога ќе се зголемуваат неколкукратно цените на енергентите. Па затоа можеме да видиме во извештајот на Европската комисија дека вашата комисија, регулаторната комисија, има политичко влијание. Па така да тие нови поскапувања на струја ќе не ги пакувате и обландирате во 3 блока кои што така ќе поскапувале, па нас ќе не обвинувате што сме имале ние против оние кои што најмногу трошате и самиот знаете дека тоа е начин за да се поскапува струјата, која што досега не 9%, туку 33% ја имате поскапено, а тоа поскапување од 9% го минимизирате како да ние треба, како да народот треба да ви се извини затоа што само 9% се му ја поскапеле струјата. Господине Бестимовски, би се чувствувал одолжена да не ви кажам за вашата изјава дека на Facebook има многу експерти кои што поима немаат. Јас ви го кажав тоа на комисија, ќе ви го кажам тоа и денеска. Господине Бестимовски, вие немате поима што правите и вие сте по се изгледа медиумски и Facebook експерт затоа што излегувате и на се посиромашниот народ му кажувате дека поскапувањата не се поскапувања и дека вака треба да изгледаат работите. Вашата агресија и ароганција народот ја приметува и народот е тој што ве плаќа и народот знае кој е Facebook експерта, кој е експерт кој што реално се бори за неговата благосостојба, односно за неговата финансиска состојба. Ајде да поминеме на бројките, да ги потсетам граѓаните. Ова е регулаторно тело кое што треба да ја регулира цената на енергентите, која што треба во основа да се бори за интересот на потрошувачите, да биде заштитен, нешто што му е законска обврска. Сега вака, овие луѓе, оваа комисија, овој председател бара од собранието да му одобри оваа година да потроши 90 милиони и 700 илјади денари или 5580 евра дневно. Највисок износ до сега 16% повеќе отколку претходната година. Внимавајте, 5580 евра дневно. Во само за 2022 година овие луѓе имаат предвидено со овој финансиски план дека ќе потрошат 5000 денари или 82 евра дневно за кафе. Или тоа би му дошло 30.295 евра за репрезентација годишно. Повторувам, за репрезентација. Во услови кога има поскапа струја и енергенти, 30.000 евра годишно за репрезентација. Има 1760 евра месечно за одржување на нова зграда или 21.000 евра
годишно за нова зграда. Па тука господинот ќе ни кажува дека зградата протекувала, дека била ваква или таква. Господине Весимовски, секој дом ќе протече ако вие недомаќински се грижите за него. Таа зграда протекува затоа што вие кои што сте сместени таму недомаќински управувате и се грижите за нејзе. Затоа протекува таа зграда. Како може зграда 5 години стара да протекува? Да не ви протекува и собранието, ама не ви протекува и Министерството за надворешни работи, не ви протекува и владата, не ви протекува и Министерството за финансии, не ви протекуваат и другите институции, на Бисимовски му протекувала зградата и затоа овој народ треба да плати 20.000 евра годишно, затоа што на Бисимовски му протекувала зградата. Лицемерни сте до безкрај и затоа народот ви ја испорачува фактурата. Дека насила го внесле во Бихачка и покрај тоа што целиот народ виде слика, па тука ние разговараме за небулози, зошто треба на него да му дадеме 90 милиони денари, затоа што не може да издржи современо финансирање. Чим можете да ги јаменувате одлуките на власта за поскапување и те како можете да издржите современо финансирање и нема потреба. И јас никогаш нема да подржам да ви дадеме да трошите по 5.000 евра на ден, додека народот не може по рафтовите да најде бензин, додека лебот е се поскап, додека луѓето едва сврзуваат крај со крај. Вие не смеете да си го дозволите ова, а не па да излегувате и на нас, да ни давате вакви аргументи, да браните ваков, ке повторам, криминален финансов план. 4 милиони денари ќе го чини овој народ, вашите службени патувања 20% повеќе отколку пред една година. Ова е срамота. Ова е тотална катастрофа и за ова треба да има одговорност. 50 вработени плюс 5 вработени годинава, 5.400 евра месечно за авторски хонорари и за консултантски услуги. 5.000 евра повеќе. Ова е финансиски план кој што треба да се изучува за расипништво, за тоа како се злоупотребуваат народните пари за некој кој што само треба да климне со главата кога овие од владата ќе му кажат дека нешто треба да поскапи. Зошто не излеговте тука и со прстот како што бевте сирен кога зборуваше колешката Ласовска, па да им кажете на овие од десно што ве спремаат, што ви даваат документи, што ве подучуваат што да ни вратите законот за акцизи по итна постапка уште утре да биде ставен на дневен ред за граѓаните да плаќаат помалку гориво. Зошто не им кажете дека не треба да крадат, па оној Ковачевски да ни излегува са балена телевизија да вели дека енергетската криза ќе ги чини 260 милиони евра. Зашто не кажете нешто за нив? Таму е суштината каде што треба овие ваши упатени мисли, а не кон нас со прстот кренат. И само да ви кажам на крајот од излагањето, ниту па некој ќе ви се плаши, ниту па некој ќе ви се, би рекол, повлече од сите тврдења кои што вие ги кажувате. За ова еден ден, и тоа го тврдам одговорно пред македонската јавност, затоа што се кој што го направивте до сега на крајот од денот добива, би рекол, светлина и се расчистуваат тие постапки, па можевме сите да видиме колку се честни оние кои што најмногу ги фалевте и оние кои што би се на некој начин првоборци во целата оваа политичка номенклатура, таму каде што е тргнат Рашковски, таму каде што ние на народна сметка се шетаат по стадионите, овие народни пари кои што во вакви кризни времења, каде што има и ојадници граѓани кои што не можат сврзат крај со краја, ние тука ќе ги разговараме, а вие ќе ги гласате, ќе доживеат светлост на денот, па се надевам еден убав ден обвинителството ќе види каде се трошеле овие пари и зашто овој напатен македонски народ плаќа по 5.000 евра на ден. Благодарам. Благодарам. Реплика, председателот на регулаторната